во стратегијата за рударство се набележани сите проблеми што рударството ги произведува, но заклучокот е дека Македонија сепак треба да стане рударска земја. Дека тоа треба да биде главен столб, носечки столб на развојот на државата, а тоа е проблематично од аспект на тоа што Македонија во моментов и покрај неколкуте рудници што ги има и во минатото рударско искуство или токму поради рударското искуство од минатото и остатоците нерешени од старите рудници и хаварии што настанувале и што настануваат, покрај сето тоа Македонија е пред се земјоделска земја, што го развива интензивно туризмот, што развива смарт индустрија, прехранбена индустрија, винска индустрија и така натаму. И сето тоа се коси со едно интензивно рударство, како што се заговара во оваа стратегија. Вака, накратко, ова би било тоа, затоа што сите стратегии кои што Македонија ги има донесено низ годиниве на самостојност, па и пред тоа, се базираат на тоа дека треба да се води сметка за развојот на овие носечки гранки. Тоа, и исто така дека тоа се наши природни предности. И рударството како една тешка и загадувачка индустрија е во колизија. Едноставно не можеш ти на исто место да имаш и производство на храна, и туризам, и рударство.